Заблагодарам прво за присуството. Денеска сме тука во Неготино да се сретнеме со граѓаните, како што кажа Стефан, да дадеме подршка на оваа акција за собирање на потписи за поништување на политичкиот закон за попис, кој што има за цел политички, а не статистички попис. Би сакал да искоментирам дел од актуелните случувања во државата. Гледате дека, за жал, во Македонија владењето на правото е на најниско ниво. Имаме криминална банда на власт, која што е во коалиција со одредени поранешни структури и гледаме дека и приреди еден вистински циркус на Македонија во изминатите денови. Циркус во кој што видовме дека нема П од правна држава и дека нема воопшто владење на правото, туку и дека има едни мафијашки картелски договори, во кои што договори треба да се избегне системот на владење на правото, па прво заеднички се договорија бегалецот од правдата да избега, за после тоа да ги испреговараат неговите услови и да го вратат назад за да одглумат пред јавноста дека успеале да го вратат назад, а во суштина реагираа на она што се вика притисок од јавност и од опозицијата, но видовме повторно дека се работи за политички договор од причина што ниедна правна процедура не беше испочитување од примање на решение до тоа дека видовме дека отиде дома, а не онаму каде што заслужуваат оние кои што се бегалци од правдата. Добивам многу повици и вчера вечер и ова утро од луѓе кои што ја имаат напуштено Македонија, кои што ми велат ова е основната причина зашто ја напуштивме Македонија, а тоа е дека нема владење на правото и има криминална банда и криминална коалиција на власт. А за жал добивам и бројни повици вчера вечер и утрово од луѓе кои што сакаат да ја напуштат Македонија од истата причина, а тоа е од причина што велат имаме криминална банда и криминална коалиција на власт. Би сакал да ги охрабрам и да ги повикам заедно да се избориме во оваа битка, затоа што оваа генерација на ВМРО-ДПМН е една чиста генерација. Една генерација која што е надвор од овие криминално-политички договори, која што не е извалкана и која што има јасна, детерминирана волја да расчисти со криминалот и корупција на највисоко ниво и оваа криминална коалиција, која што во моментот функционира во Македонија, да оди онаму каде што е местото, а тоа е во затвор. Доаѓаат подобри денови за Македонија преку рушење на оваа власт многу брзо и предвремени парламентарни избори, и затоа ги повикувам сите граѓани на Македонија да не подржат во оваа битка, да останат во Македонија и заеднички да ја направиме Македонија поубаво место за живење и да ја направиме место во кое што ќе функционира правната држава. Благодарам.